Зголемени ризици за финансиска стабилност, намалени прогнози за раст на економиите. Високите царини на Трамп ја пореметија светската економска сцена, пишува ММФ во најновиот извештај. Не постои земја чија проекција за раст не е ревидирана надолу, меѓу нив и Македонија. Со 3,2% оваа и следната година, растот е меѓу најниските во регионот. Инфлацијата според ММФ ќе биде 3,4%. Владините очекувања пак се 3,7% раст и инфлација од 2,2%. Министерката сепак останува на ставот. Нема потреба да ги ревидираат бројките, затоа што според неа истите се остварливи. Оваа криза, која што на некој начин дава многу голема неизвестност, ние како држава може многу да искористиме во која насока, во насока на тоа дека капацитетите можеби во европските земји ќе се затвараат и понатаму, затоа што царините значат повисоки набавни цени кон Соединетите Американски држави. Очекувам европскиот пазар да бара повторно алтернативи за отварање на капацитети, таму каде што имаат на некој начин поевтина работна сила. Не го кажувам од аспект на нашата работна сила веќе не е ефтина, но се уште е многу поевтина отколку во западноевропските земји, така што очекувам и од тука да искористиме некој дел и мислам дека на крајот 3,7% е реална проекција. За ниските бројки реагира и опозицијата. Според нив, реалниот раст е речиси нула, што значи граѓаните ќе живеат полошо, а ќе плаќаат повеќе. Со платите граѓаните купуваат се помалку, животот е поскап, продуктивноста не се движи, а владата тоа го продава како успех. Податоците за реализацијата на капиталните инвестиции се уште еден показател за неспособноста на оваа власт. Расте и нестабилноста на финансиските пазари. Условите за кредитирање се заоструваат, каматите се зголемуваат, додека нивоата на државен долг растат. Според ММФ, ова особено ќе ги погоди земјите во развој, кои имаат долгови за враќање. Но Кочовска смета дека она што го бара ММФ веќе се реализира кај нас, иако со побавно темпо. Ние треба да се фокусираме повеќе во делот на фискалната консолидација. ММФ очекува од нас во многу покус рок да може да се консолидираме, но верувајте дека тоа преку ноќ не е возможно. Ние работиме напорно во делот на фискалната консолидација, но ќе треба уште малку време. Помал раст и повисока инфлација од првичните прогнози објави Народната банка во спроведената анкета. Наместо стапката на инфлација да изнесува 3, таа сега е зголемена на 3,7%. Растот на економијата пак годинава според НБРМ ќе достигне 3,1%, наспроти очекувањата од 3,3%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.